Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Урбанизацијата и недостаток на менаџмент на отпадните води се најголемите закани по екосистемот на Охридското езеро. Савара Охрид со пригодна свеченост го одбележа Денот на безбедноста и Денот на македонската полиција. Инфлацијата во април во однос на март оваа година зголемена за 0,7%. Путин денес во Москва положи заклетва и официјално го започна петтиот 6-годишен мандат. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и топло време со локална облачност и максимална дневна температура од 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува претежно ведро и потопло време со локална облачност. Во среда во најголем дел од Европа ќе превладува претежно стабилно и топло време со локална облачност. Во североисточните и источните предели невообичаено студено време за овој период од годината. Во областа на Алпите, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со појава на невреме со пад на дневните температури. Во крајните јужни предели претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 19 до 26 степени. Во Македонија во среда во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност која што ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со услови за појава на невреме. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во среда во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на дневните температури. Утринската од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во петок во утринските и предпладневните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура 10 степени, максималната 16. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат и во недела ќе настапи претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. За десетина години, доколку се продолжи со вакво темпо на деградација на Охридското езеро, ќе почне исчезнување на некои ендемични видови. Најголемите светски научници деновиве во Охрид разменуваат сознанија за микроскопски талки диатомеи, кои се биолошки показател на квалитетот на водата. Согледувањата на ова поле треба да допринесат за зачувување на живеалиштата на овие организми и на водите, а во тој контекст и на Охридското езеро, чиј екосистем е под огромен притисок на негативни влијанија од човечки фактор. Охридското езеро е под огромен притисок од човекот. Неговата деградација денеска, како никогаш порано, е изразена преку интензивната урбанизација и недостатокот на правилен менеджмент на отпадните води. Тоа се клучните проблеми кои треба да ги решаваат централната и локалната власт, доколку сакаме да го зачуваме екосистемот на најстарото езеро во Европа и едно од 12 такви на број во целиот свет, сметаат научниците. Почнувајќи уште од 1950 година, кога се уништени блатата со таа програма против маларија, почнувајќи од тогаш е започнато деградирањето, денеска тоа е поинтензивно со големата урбанизација. Тоа е еден од клучните проблеми на Охридското езеро и недостатокот на правилен менеджмент на отпадните води. Дали тоа се комунални, дали се тоа индустријски. Тоа е клучното нешто, што секоја власт, независно дали е локална, дали е на национално ниво, првиот и клучниот проблем што треба да го решат е токму менаџирањето на отпадните води и вториот проблем реката Сатеска, која внесува огромни количини на седимент во езерото. Тоа е исто еден голем проблем. Загадувањето со отпадни води, урбанизацијата, палењето на трската, намалувањето на рибниот фонд на пастрмката, појавата на така наречени инвазивни видови и други негативни појави доведуваат до промени во составот на живиот свет и можат да придонесат за уништувањето на еден од најзначајните екосистеми во светот. Досега не е регистрирано целосно исчезнување на некои од ендемичните видови во Охридското езеро, но таа опасност е присутна и за краток период состојбата може да стане драматична, вели професор Златко Левков од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Продолжиме со вакво темпо на загрозување на езерото, некои проценки се дека и веќе за десетина години би можеле да очекуваме постепено исчезнување на одредени видови. Сепак збориме за релативно краток временски период од денес. Се уште состојбата е стабилна, не е дотолку драматична, но ако продолжи ваквиот тренд, наистина ќе стане драматична. 140 научници од 30 земји од Европа и светот деновиве во Охрид разменуваат сознанија за организми кои се биолошки показател на квалитетот на водата, микроскопските алги диатомеи. Согледувањата на ова поле од најголемите научници од цел свет кои ќе бидат изложени на конгресот во Охрид ќе допринесат за зачувување на живеалиштата на тие организми и на водите, а во тој контекст и на Охридското езеро. Naravno da bi država trebala značajno brinuti o vodama. Државата треба да се грижи за водите, тие се од огромна важност и една држава мора да има јасна визија за нивна заштита и јасни граници за уништувањето на природата. Овие организми за кои се зборува на Конгресот се биолошки елементи на квалитетот на водата и на нив се работи во рамки на Директивата за води на Европската Унија и Македонија би требало да има јасна визија за заштита на нивните живеалишта, односно јасна методологија за оцена на квалитетот на водата со цел секое негативно влијание да биде оценето. Silikatne alge u Ohridskom jezeru su brojne, naravno, ima jako veliki broj. Силикатните алги во Охридското езеро се бројни. Има голем број ендемски видови кои укажуваат на староста на овој екосистем, кој припаѓа на едни од најстарите тектонски езера во светот, најстари во Европа и многу значајни се Охридското и Преспанското езеро. Секоја држава треба да ги заштити своите води и екосистеми. Мора да постои соработка помеѓу државата и научната фела и со одредени закони да се контролира квалитетот на водата и да се одржува екосистемот да биде во добра состојба.
На 15-тите европски диатомолошки средби во Охрид се разговара за екологија на води, како и улогата и примената на група микроскопски организми алги диатоми во различни полиња, како одредување на квалитетот на водата, влијанието на климатските промени, влијание на човекот, како и примена на овие организми во нанотехнологијата и фармацијата. 7 мај, денот на безбедноста и ден на македонската полиција, СВР Охрид го одбележа со прилагодна свеченост. Денешен гостин во дневникот на ТВМ е портпаролот на СВР Охрид, магистар Стефан Динмовски. Добар ден и добре дојдовте на ТВМ. Добар ден, ви благодарам на вашата покана. Првично би сакала да ви го честитам празникот и ви благодарам што извоевте време за овој краток разговор. Благодарам на вашата честитка, на вашето внимание и на отстапениот простор во вашиот дневник пред гледачите да проговориме за работата на СВР Охрид. Со какви активности се обележуваше празникот на полицијата денеска во Охрид? Беше мощне живо денеска во СВР Охрид, бидејќи денеска во чест на празникот на гостини дојдоа повеќе представници од институции со кои што СВР Охрид има традиционална соработка. Ни дојдоа представници од Армијата на Република Македонија, представници од локалната самоуправа, представници од Сдруженијето на ветерани и припадници од одбраната на Република Македонија, Огран Охрид. Ни дојдоа представници и од други институции со кои што имаме соработка и секако ни дојдоа покрај активните и пензионираните полициски службеници, всушност оние кои што се вложија себе си во развојот на македонската полиција. Тоа е едната димензија секако и вториот настан е што Сдруженијето на ветерани од областа на безбедноста организираше предходно настан, манифестација во касарната се одржа, каде што беа присутни нивни членови и каде што председателот Добре Велјановски говореше за значењето улогата на полицијата во современото општество. Ви благодарам. Генерално, која е оценката за ефикасноста на полицијата на подрачјето на секторот? Кога зборуваме за активноста на полицијата, зборуваме за активно посветени полициски службеници кои што се ефикасни во својата работа, во извршувањето на своите секојдневни задачи. Тоа е всушност сузбивање на сите видови криминалитет, работа на откривање на сторители на кривични дела, поднесување соодветни пријави против нив, значи изнесување пред лицето на правдата и се разбира генерално работење во делот на постојано подигнување на степенот на поволна безбедност во Охрид. Сакам да потенцирам дека безбедносната состојба е стабилна и поволна и така ќе биде и понатаму, бидејќи имаме високо мотивирани полициски службеници кои што работаат во таа насока. Значи, кога станува збор за бројките кои што се индикативни, јас сакам да напоменам дека началникот Игор Смилевски денеска на денешната средба изнесе прецизни точни податоци. Мислам дека треба да ги погледнеме. Да ја погледнеме изјавата на началникот Смилевски. Значи, во периодот на 2023 година се бележи намалување од 19% на вкупно регистрирани кривични дела на ниво на СВР Охрид, а ефикасноста во осветлување на НН дела во 2023 е 46%. Во делот на тешките кражби во 2023 година се бележи намалување од 27% на ниво на СВР Охрид споредбено со 2022 година. Во делот на економскиот криминалитет во 2023 година во СВР Охрид се бележи намалување на регистрирани кривични дела од 33% на ниво на СВР Охрид споредбено со 2022 година. Во делот на недозволена трговија со дрога во текот на 2023 година регистрирани се вкупно 145 кривични дела, поднесени се 129 кривични пријави против 143 лица. Од страна на одсекот за превенција во 2023 година превземени биле вкупно 111 активности. Ги слушнавме бројките за ефикасноста во борбата со криминалот, но СВР Охрид става голем акцент на превентивно работење како и поблиска соработка со заедницата. Каква е состојбата на тоа поле? Секако не е поентата полициските службеници само да казнуваат, значи посветеноста во превентивното работење добива на значење од ден во ден, би рекол, бидејќи не само трендот што е во полициите, во работењето во светот, туку и кај нас, ние имено веќе повеќе од 15 на години имаме во рамките на СВР Охрид одсек за
превентивно работење, одсек за превенција, овие полициски службеници максимално се вложени во подигнувањето на свеста и совеста кај граѓаните во делот на јакнењето на нивната безбедносна култура. Од тука тие интензивно работа, спроведуваат превентивни кампањи во повеќе сегменти, сообраќај, заштита од кражби, сега во ова време кога е летен период, соработка со моторциклистите со цел носење заштитна опрема, заштита на отворени простори од пожари и така натаму, и во таа насока интензивни се соработките што ги имаме со не само со локалните совети за превенција, туку со советодавни групи граѓани, со советодавните групи исто така кои што се функционираат во урбаните заедници и така натаму. Целта е значи да се направи еден широк фронт кој што ќе биде вклучен во превентивното полициско работење. Тоа е значајно во делот на подигнување на севкупната безбедносна состојба, бидејќи граѓаните се оние најдиректно изложени на негативните, односно позитивните ефекти од безбедносните настани кои што се случуваат. Од тука ова оделение, одсек за превенција во СВР Охрид, само во изминатата година има реализирано околу 120 превентивни кампањи и проекти кои што ги спроведуваат самоиницијативно во соработка со Републички совет за безбедност во сообраќајот, со локалниот совет за превенција, со други инстанции, невладини организации и така натаму. И кажав дека целта е подигнување на безбедносната култура кај сите целни групи граѓани, да речем од 7 до 77 години. Така ќе продолжиме и понатаму. Мислам дека овој сегмент заслужува да добива позначајно и пошироко влијание. Се согласувам. А како куриозитет, што е годинава честитка по повод празник до своите колеги упати најстариот полициски службеник Димитрија Стојчевски? Да, денеска исто така овој наш поранешен колега беше присутен со нас, доаѓа и не придружува и не почестува со своето присуство години наназад. Именно тој е полицаец, односно милицаец во времето на СФРЈ, кој што се пензионирал во 1986 година. Можете замислите, значи, колкаво искуство и колкав период на полициско работење има тој наш колега. И денеска исто така ни дојде со униформа од тоа време, што секако побуди многу пријатни емоции кај сите присутни, и самото негово присуство и самата честитка која што тој ни ја изнесе, гледаме дека доаѓа од срце, и тоа за нас представува еден вид мотив да бидеме истрајни во макотрпната работа. Тој имено споделува одредени искуства, знаења, случаи од неговото време, кои што како безбедносни настани се случувале во едно многу поинако време од ова во кое што ние живееме. И од тука му благодарам на Чичко Димитрија што ни беше и годинава, што беше дел од нас. Ние сите му се заблагодаривме најсрдечно, најтопло и му посакавме добро здравие и до година да биде дел од нашите вакви прослави. Да ја погледнеме честитката на најстариот полицаец. Работев на меѓународен граничен премин ќафасам пасошка контрола до 86 година. Пензиониран сум 86 година, со 40 години работен стаж. Во име мое сакам да ви го честитам денот на македонската полиција, 7 мај 2024 година. На многу почитуваните работени во СВР Охрид му посакувам добар успех, здравје, срđа и се најубаво од поранешниот колега милиционер од времето на СФР и СРМ, сегашно МВР на Република Македонија. А сега да ја погледнеме и честитката на заменик градоначалникот на Охрид, Перчо Божиновски. 7 мај е ден на полициските службеници, заштитници на нашата заедница, сушност, современи херои кои денонокно ризикувајќи ги своите животи, ја штитат заедницата во која живееме и ја прават подобро и побезбедно место за живење за сите наши граѓани. Почитувани полициски службеници, во борбата со криминалот, вие несебично вршите благородна работа во сложени околности и често опасни ситуации, за да ги заштитите граѓаните и да ја зголемите нивната безбедност и да ја направите заедницата посигурна. Каква е соработката на СВР Охрид со локалната самоуправа?
Па би рекол одлична е соработката со локалната самоуправа, имено сите наши одсеци и организациони единици имаат одлична соработка со соодветните служби во рамките на локалната самоуправа, почнувајќи од кабинетот на градоначалникот, се до одредени советници негови, се до стручните служби, инспекторатите понатаму, јавните предпријатија. Исто така имаме одлична соработка, посебно кога станува збор за одредени заеднички активности кои што се од корист на нашето општество, на нашата заедница. Активности на терен, излегувања во инспекцијски активности кои што тие ги извршуваат. Ние сме, се разбира, составен дел од овие активности и мерки кои што се преземаат на терен. Со одсекот за образование исто така имаме одлична соработка, бидејќи одсекот за превенција кај нас презема многу кампањи, како што спомнав, меѓу нив и кампањи кои што имаат едукативен карактер кон целните групи на ученици во средните и основните училишта и се разбира на одредена помала возраст. Сето тоа го правиме во соработка со нив и она што е најново исто така имаме соработка со локалниот совет за превенција при општината, имено дечките кои што таму работаат, тоа се ученици кои што се вложуваат себе си несебично во делот на превенирање на одредени безбедносни аномалии кои што се случуваат во нашето подрачје и во нашиот град се разбира. Тука мислам пред се на делот борба против дрога, сузбивање форми на сузбивање на нарушување на јавниот ред и мир и така натаму. Значи еден широк спектар би рекол на активности кои што заеднички ги спроведуваме со локалната. Целта е заедничка, исто така јакнење на безбедносната состојба, нови форми во подигнувањето на степенот на безбедноста на подрачјето, нови форми во подигнување на безбедносната култура кај сите граѓани од најмали до највозрасни, бидејќи криминалитетот не познава граници и одредени разлики, туку она што треба сите да го правиме е да се здружиме и заеднички да го направиме нашето општество што е можно побезбедно. Господине Димовски, ви благодарам уште еднашка за вашето присуство денес. Јас ви благодарам на вашата покана и на отстапеното време. Сега ќе продолжиме со останатите содржини на дневникот. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во април во однос на март оваа година изнесува 0,7%, соопшти Државниот завод за статистика. Зголемувањето на инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во април 2024 година во однос на март 2024 година за 0,7% е резултат на зголемувањето на трошоците на живот во следните групи: транспорт за 2,8%, комуникации за 1,6%, храна и безалкохолни пијалаци, облека и обувки за 0,9%, рекреација и култура, ресторани и хотели за 0,6%, разновидни стоки и услуги за 0,4% и здравје за 0,2%. Во април 2024 година во однос на март 2024 година намалување на трошоците на живот е забележано во групите: мебел, покуќнина и одржување на домакинствата за 0,5% и домување, вода, електрика, газ и други горива за 0,2%. Трошоците на животот во групите алкохолни пијалаци, тутун и наркотици и образование остануваат на исто ниво како и во претходниот месец. Индексот на трошоците на живот во април 2024 година во однос на април минатата година е зголемен за 4%. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги пак во април 2024 година во споредба со март 2024 година е зголемен за 2,5%. Индексот на цените на угостителските услуги во април 2024 година во однос на истиот месец од претходната година е зголемен за 5,9%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-април 2024 година во однос на истиот период од минатата година е зголемен за 6,2%. Нови, намалени цени на горивата од ноќеска на полнок, соопшти Регулаторната комисија за енергетика.
Бензините и екстра лесното масло за домаќинство поевтинуваат за 1,5 денари, а цената на дизелот се намалува за 1 денар за литар. Новата малопродажна цена на бензинот Euro Super BS 95 од ноќеска на полнок ќе изнесува 86 денари за литар, а на бензинот Euro Super BS 98 88 денари за литар. Евро дизелот ќе се продава по цена од 74,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство за 74 денари. Новата малопродажна цена на мазотот ќе изнесува 45 832 денари за килограм. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. Путин денеска во Москва положи заклетва и официјално го започна 5-тиот 6-годишен мандат. По полагањето на заклетвата од Кремљ се испукуваат 30 плотуни, артилериски поздрав, пошто на плоштадот следува парада на председателскиот полк. На денот на инаугурацијата, владата, како што е пропишано со закон, поднесува оставка, а председателот треба да предложи нов кандидат за премиер во рок од 2 недели по инаугурацијата. Кандидатурата на премиерот ја одобрува Државната дума. Досегашните членови на владата продолжуваат да ги извршуваат своите должности се до формирањето на новата влада. Путин на председателските избори во март освои 87,28% гласови. Напад со нож во болница во Кина. Најмалку 2 лица се убиени, а 21 се повредени во напад во болница во југозападна Кина, јавува кинеската агенција Ксинхуа. Во правичните извештаи од настанот немало информации за осомничениот сторител, но корисниците на социјалните мрежи споделувале видеа на кои се гледа апсењето на осомничениот сторител. Официјални лица се уште не потврдиле дали осомничениот е и напаѓачот. Очевидец за кинескиот државен медиум изјавил дека ситуацијата и понатаму е хаотична, додека властите работеле на проценка на ситуацијата. 5 работници загинале, а еден бил во тешка состојба по страшна несреќа која се случила во канализација во италијанскиот град Палермо. Работниците биле ангажирани на работи за одржување на канализациони системи во близина на винарија во Кастелдачи. Откако дошле во контакт со гасови од водород сулфид, животот на сите им бил во опасност. Иако пожарникарите брзо пристигнале на местото на настанот, немало начин 5 работници да се спасат. За жал само еден успел да преживее, но и тој се наоѓал во тешка состојба, пренесуваат италијанските медиуми. Се уште не е познато што ја предизвикало трагедијата. Службата за борба против организиран криминал на Српското Министерство за внатрешни работи по наредба на јавното обвинителство за организиран криминал и со помош на специјалната антитерористичка единица уапсиле 9 членови на организирана криминална група и заплениле повеќе од 150 килограми разни наркотици, главно амфетамини. Со претресот биле опфатени 12 локации на територијата на Белград, Нови Сад, Ниш, Лесковац и Сремска Митровица. Пронајдени одземени биле 142 килограми амфетамини, 6 килограми марихуана, 2 литри масло од амфетамин, 2 литри киселина, 2 ваги за прецизно мерење, 2 вакуумски преси, 2 пиштоли, околу 50.000 евра, а привремено биле одземени неколку автомобили. Во акцијата со кодно име Белведере учествувале и полициите на Австрија и Чешка, а во Прага бил уапсен и 10-тиот осомничен член на оваа криминална група. 9 членови на оваа криминална група веќе биле сослушани од јавното обвинителство и одредена им е мерка притвор во траење од 1 месец. Најмалку 10 лица загинале откако меѓуградски патнички автобус излетал од патот и се превртел во јужниот дел на Перу, јавуваат локалните медиуми. Полицијата соопштила дека во автобусот имало 24 патници, а меѓу жртвите имало и 6-месечно бебе. Повредените биле пренесени во болница, некои од нив со сериозни повреди. Отворена е истрага за причината за несреќата. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!